Првата генерација ученици кои пред 50 години ги напуштија училишните клупи во гимназијата Лјупчо Сантов во Кочани, во саботата го прославија златниот јубилеј 50 години од матурирањето. На средбата беа присутни поголем дел од соучениците и нивните класни руководители. Најпрвин присуствуваа на класниот час, а подоцна пред бистата на Лјупчо Сантов положија свежа цвеќе. Да се дочека 50 години од матурирањето за нив е од посебно значење, бидејќи ретка можност да се прослави ваков златен јубилеј. Како да беше пред некој ден, пред некој недела или месец, поминаа 50 години од матурата, не ги ни видовме годините. Да ги видам своите соученици, своите професори и да одам со едни најдобри сеќавања од минатото. Овие 50 години поминаа како да е било вчера. Многу сум задоволен што имах чест да ме поканат да дојдем да славиме со супругата. Прославувањето продолжи во мултикултурниот центар, каде со мала свечена програма матурантите беа пречекани од сегашните ученици од гимназијата Лјупчо Сантов, директорот Лазар Димитриев, како и градоначалникот Радко Димитровски, кој ја поздрави оваа прослава и истакна дека од оваа генерација произлегува многу значајни луѓе од областта на образованието, политиката и здравството. Меѓу другото, тој ја истакна разликата од школувањето тогаш и денес. Горд сум што сум денеска овде со вас, со првата генерација матуранти од гимназијата Лјупчо Сантов. Искуството што го носите со вас, да им го пренесете на вашите потомци. Научете ги да бидат стрпливи и вредни, она што можат денес да го сработат, да не го оставаат за утре, да го завршат денес. Научете ги на вештини кои сегашната информатичка технологија ги нема во себе, на вистинската дружба и човечноста. При одржувањето на вашиот класен час во просториите на училиштето забележавте дека тоа се реконструира после 50 години и тоа е еден убав повод да ве поканам на денот на отпуштањето во употреба на старо-новиот објект, да дојдете да ја видиме обновената зграда на Кочанската гимназија. Поздравен говор имаше и поранешниот, сега пензиониран амбасадор Зашев, кој пред нашите камери се потсети на времето кога го учел во гимназијата и на многу интересни случаи и додаде дека со вакви собирања на генерацијата ќе продолжат и во наредните години. Овие 50 години навистина брзо поминаа. Сега сите ние сме во пензија, размислуваме што било порано, како сме го поминале животот и мислам дека една успешна генерација од Кочанската гимназија. Од тие 63 колку што матуриравме, 23 останале со гимназија и продолжиле да работат, а сите други стекнале висока школа, докторати и други степени на образование со студии во Скопје и во некои други градови на поранешна Југославија. Меѓу другото изјавија дека веќе започнале да се подготвуваат и за прослава на 60 години од матурирањето. Веќе имаме припрема со учениците и надаме се дека ќе доживееме и јубилеј од 60 години. И се договоривме секоја година од сега до 60 години да се сретнуваме со тоа што нашите школски откочани не задолжи ние што живееме во Скопје, а не има 14, ние да бидеме организатори и средбата да биде во Скопје. Од мултикултурниот центар, каде што поклонија слика и авторска книга напишана од нивниот соученик Лазар Лазарев, матурантите се упатија кон Лосоговските планини, каде што продолжија со заедничка прослава и се дружеа до вечерните часови.